председателе. Рекував дека дневниот ред на оваа седница ќе одоболните и со законите кои што ги поднесе пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија. Затоа што во четвртокот, односно 4-5 дена од денес, пред денешниот ден, поднесовме 10 законски решенија по скратена постапка. Во одредени закони има измена на само еден збор. Во Законот за земјоделство и рурален развој, покрај пченицата како стратешка култура, предлагаме да биде и оризот. И вие ќе ми кажете дека овој збор и оризот го преведувате 5 дена и дека немаат време службите да го преведат. И тоа нема да биде одговор затоа што согласно деловникот законите за скратена постапка се поднесени 3 дена пред почетокот на самата седница, повеќе од 3 дена на почетокот на самата седница, и ваша обврска е приоритетно да ги преведете законските решенија кои што ги поднесуваат пратениците, а треба да бидат составен дел на оваа седница. Вие го губите времето, успеавте да го преведете и да ни го разделите извештајот на Европската комисија, а немате време да ги преведете законските решенија кои што ги поднесовме, и тоа Закон за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка од работен однос во втор степен, Закон за надворешни работи, Законот за акцизи, кај што повторно бараме да се намали акцизата за 50% и да не ги лажете граѓаните дека имаат намалување на цената на горивото затоа што 90 денари дојде дизелот, Закон за угостителска дејност, Закон за туристичка дејност, како што реков, Закон за земјоделство и рурален развој, Закон за стокови резерви, Закон за здравствена заштита, Закон за внатрешни работи, кај што има 10% зголемување на платите на сите припадници на внатрешни работи, Закон за заштита на децата за одредени отстапки. Затоа, почитувам председателе, се надевам дека ќе ги најдете во случаите кај се наоѓаат законите, доколку не се големи измени, и очекувам дека ќе ги преведете, затоа што материјал веќе има доставен. Преводот е ваша обврска, не е обврска на пратеничката група на ВМРО-ДПМН, и вашата обврска вие ќе си одговарате. И од таа причина, согласно член 81 став 2, барам 1 час пауза да пророшкате низ администрацијата и низ архивата, да ги најдете законите и да ни кажете кој од овие 10 закони во која фаза е и до каде е. Не толерирам повеќе дека Благодарам. Да завршам мислата, ако може, благодарам. Не толерирам повеќе да ми каже... Не можеме да ја завршиме мислата од 20 тако. Заврши ја мислата. Затоа барам и не толерирам повеќе вашиот одговор дека материјалот е на превод, затоа што обврска ваша е да го преведете. Законот службен на кој што јас зборувам е поднесен, завршете си ја вие вашата работа. А за да ми одговорите каде и во која фаза се наоѓаат законите, барам 1 час пауза согласно член 81 став 2. Ви благодарам.